Добро вечер, почитувани гледачи. 19 часот и 3 минути. Стартува новото издание на емисијата Живе и здраво, која на К1 телевизија се емитува секој вторник, се разбира во 19 часот. Редовното свое емитување на репризите во својот редовен термин. Расте бројот на заболени од кардиоваскуларни заболувања. Превентивна кардиологија е темата на вечерашново издание на Живе и здраво. Вечерва наш и ваш гостин, доктор Иван Милев, интервентен кардиолог од специјалната болница Филип II. Пред да го поздравам нашиот гостин, јас само да ве потсетам дека 043-230690 е телефонскиот број на кој што вие можете да се јавите и да поставите некакво прашање доколку имате некаков интерес до вечерашниот наш гостин. Доктор Милев, добро вечер и добре дојдовте во К1 на емисијата Живе и здраво. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Така. Прекумерната телесна тежина е еден од големите проблеми со кои што се соочуваат луѓето не само во Македонија, туку и во целиот свет. На што се должи тоа? Па за жал прекумерната тежина е еден голем фактор, глобален фактор на многу земји во светот, вклучувајќи ги високо развиените земји, па и земјите во развој за жал. Прекумерната тежина е една општа епидемија, може да се каже. Според некои статистики на Светската здравствена организација до 2050 година, речиси 50% од популацијата ќе биде обезно или дебело население, значи прекумерна телесна тежина пред се заради промена на начинот на живење. Едноставно, храната станува се поевтина под наводници или се подостапна, луѓето помалку се напрегаат за да стигнат до неа. Од друга страна, расте стандардот, како расте стандардот, побарувањата за работата е се поголеми, времето кое што го трошиме за припремање на храна е се помало, навиките кон исхраната околу користењето на брзата храна, на полусамрзнатата храна и слично се позачестени во сите земји во светот. Така да тоа е една од причините што луѓето од една страна полесно се доаѓаат до храната, од друга страна таа храна е почесто полуконзервирана или конзервирана, содржи повеќе калории него што ни се нас потребни и на некој начин доаѓаме во еден дисбаланс помеѓу внесот и губитокот, така да на тоа се должи и дебелењето. Дебелењето започнува уште од најраното детство, нели? Тука би сакал да спомнам дека многу често и ние родителите ги на некој начин ги расипуваме под наводници децата заради тоа што постои една теорија која вели дека доколку децата во тек на првите 5 години од животот се дебели, имаат голема шанса да имаат дебелина и во подстежниот живот, затоа што кај нив во текот на првите 5 години има едно посебно масно ткиво кое што има способност на меморија, така наречено темно масно ткиво кое што ако чии клетки ако се зголемат, покасно во тек на животот ќе бидат повторно активирани на некој начин. Затоа се препорачува да не се прекумерно дебелат децата барем во првите години. Инаку тоа е една, да кажам, културолошка навика, можеме да кажеме, бидејќи се знае дека во семејствата каде што има дебели родители, често пати, но најчесто и децата се дебели, бидејќи навиките на кон исхраната се стекнуваат уште од најмали нозе. Тука ќе го спомнам и недостатокот на слободно време за во семејствата, употребата на ова фаст фуд или брзата храна и така натаму, и тоа све доведува до една
дебелина на населението, која што пак од друга страна носи кон зголемен ризик за кардиоваскуларни заболувања. Така да дебелината и кардиоваскуларните заболувања е тесно поврзана и навиките кон исхраната и начинот на живење исто така со дебелината. Имено врските, борбата за успех, борбата за едукација, за образование и слично, се помалку им остава слободно време на младите или на децата, па и на младите луѓе за спорт, за физички активности, за организирано трошење на калориите. Така да и тоа исто така доведува до пораст на дебелината во средношколската возраст, например. И понатаму често пати станува еден лајфстайл или животен стил кој што ако не се радикално промени со начин на живење, начин на исхрана, едукација за исхраната, секако доведува до еден млад човек кој што е веќе дебел и тој тешко ќе го регулира ќе регулира килажата во подоцнежниот живот ако комплетно не го смени начинот на живење. Така. Како ризик фактор за кардиоваскуларни заболувања е зголемената телесна тежина, кои се други болести би можеле да се навлечат со оваа состојба? Еден од атрибутите, односно од факторите за зголемен број на кардиоваскуларни заболувања е дебелината, бидејќи дебелината сама по себе носи склоност кон лоши навики на живење, кои што пак ќе допринесат кон развој на кардиоваскуларните заболувања. Кардиоваскуларните заболувања ја сметаат дебелината како еден од модифицирачките фактори кои што можеме да ја на некој начин модифицираме со диети, со промена на начин на живење, но тука се исто така и пушењето, отсуството на физичка активност, а во немодифицирачките или фактори кои што ние не можеме да ги моделираме е полот. Значи машкиот пол е порано склон кон кардиоваскуларни заболувања и тука влегува и шекерната болест, односно дијабетот, бидејќи компликациите на дијабетот се најчесто водат кон кардиоваскуларни заболувања. Така да ова се еден од неколкуте главни фактори за пораст на бројот на кардиоваскуларни заболувања, кои што се уште и веројатно ќе бидат во иднина број еден причина за смртност и за морбидитет, односно болести во една популација. Некаде околу 70% од сите смртни случаи во едно општество, во една средина, отпаѓа на кардиоваскуларните заболувања, при што мозочните удари, како дел од кардиоваскуларните болести, се во блага предност пред срцевиот удар како причина за смртност. Тука не треба да ги заборавиме исто така и периферната артериска болест, односно болеста на крвните садови на екстремитетите, претежно на нозете. И тоа е фактички еден поврзан систем. Значи, ние кардиолозите често пати велиме дека кардиоваскуларниот систем е еден заврзан систем во кој што влегуваат срцето и големите крвни садови, артериите и вените. Значи тоа заедно чинат, формираат еден систем кој што може да биде болен на одредено ниво и чисто заболувања доведуваат до различни последици во зависност од тоа каде настанала болеста. Болеста на срцето доведува до срцев удар или до таложење на крвните на залистоците на срцето. Болеста на артериите на вратот, на каротидите или на главата доведува до различни мозочни удари. Болеста на нозете, атеросклерозата на нозете, односно запушувањето на нозете до гангрена како најлош степен на периферна болест. Тромбозата исто така е доста честа кардиоваскуларна болест, на трето место по компликации после мозочниот и срцевиот удар. Така да тоа се различни места каде што може да биде за еден пациент или човек болен, а кои што можат во најлошите форми да доведат до летален исход.
Колку генетиката има влијание врз развојот на кардиоваскуларните болести? За жал многу. Значи, последните испитувања и студии, како и емпириските пракси од секојдневните случувања во катеризационите лаборатории во кои што работиме или во амбулантската пракса покажуваат дека генетиката е еден од најсилните предиктори за развој на кардиоваскуларно заболување, бидејќи сме секојдневно соочени со едни примери на пациенти кои што навистина водат сметка за исхраната, не се ниту обезни, ниту пак имаат висок холестерол, а повторно имаат кардиоваскуларни заболувања, бидејќи кога ќе поминете низ фактите на анамнестичките податоци или историјата на болеста, ќе видите дека во нивното семејство многу од нивните предци имале кардиоваскуларна заболување. И тоа е еден од проблемите во иднината, бидејќи генетските единките во иднина само ќе се зголемуваат, бидејќи мешањето на популациите носат се под наводници болни. Не се тоа болни, или се потенцијално луѓе кои што можат да имаат кардиоваскуларни заболувања, и како се зголемува популацијата, така ќе има и потенцијално ќе се зголемува и нивниот број. За среќа или за од друга страна веќе имаме можност да ги одредиме тие единки со генетиката, со генетската медицина или персонализираната медицина која што ја започнавме и во нашата болница во Филип II, така да веќе можеме од прилика на еден привидно здрав човек да му предодредиме дали во блиска иднина, блиска или среднорочна иднина има потенцијал да развие некакво заболување на кардиоваскуларниот систем или не е склон кон тоа, и тоа е една голема придобивка на диагностиката во иднина, која што заедно со превентивната кардиологија ќе доведе до, се надеваме, намалување на бројот на кардиоваскуларни болести, или кога тие ќе се појават, ќе бидат во помал интензитет, бидејќи да не се лажеме, продолжувањето на животниот век во високо развиените земји баш се должи на превентивната кардиологија. Буквално превентивната кардиологија и превенцијата на малигните заболувања. Затоа што тука луѓето често и редовно поминуваат несистематски прегледи и биваат обележени како ризична популација, и превентивните постапки им го продолжуваат животниот век. Значи, тоа си се факти, и една модерна држава не трча по последиците на заболувањата, него оди на откривање на поединците што можат да бидат. Значи, во превенцијата, бидејќи превенцијата спречува развој на заболување. Така. Од вашите досегашни искуства, еве, во генетската лабораторија, колкав е процентот на пациенти кои што веќе направиле персонализирана медицина, а пак имаат склоност кон кардиоваскуларни заболувања? Па, персонализираната медицина ќе ви на некој начин ги детерминира или ќе ви ги покаже поединките кои што може да имаат заболување, кое што во моментот и не мора да биде клинички манифестно. Но персонализираната медицина ќе ви каже дека вие како условно кажано, како поединец, треба да живеете со одреден начин на живење и да користите одредени превентивни постапки за да во иднина не се заболите од заболување кое што ќе ви го загрози животот, или ако ви го загрози, ќе ви го загрози после подолг временски период. Значи, да го одложите почетокот на заболувањето. Значи, тука нема никаква тајна дека персонализираната медицина е речиси 100%. И тука станува само прашање на време кога тоа заболување ќе се појави, а дека ќе се појави тоа е сосема известно. Така. Доколку еве предодредено му е на пациентот дека ќе има, откако ќе направи такво испитување, што е она што вие го препорачувате ако навистина пациентот има предиспозиции да добие такви кардиоваскуларни? Како би одело идеално, како би требало да биде идеално. Ако се веќе види дека тој пациент има предиспозиции, втората фаза би била да се направат
испитување да се види во моментот дали имаат некакво заболување или не. И третата би било да се види со какви лекови би го третирале тој пациент и на тој пациент секако би му дале лекови за заштитување на крвните садови, например аспирин, клопидогрел, статини против холестеролот, лекарства би го коригирале притисокот и со зависно од типот на хипертензија ако има. Значи, тоа е персонализацијата е потенцијал во моментот ситуацијата фактичка на пациентот и препорака за стратегија за превенција во иднина. И тука кога сме веќе кај превентивните лекови, морам да кажам дека генетиката би ни помогнала да ги откриеме исто пациенти кои што, например, има пациенти кои што не реагираат на одредени лекови. Например, имате пациенти на кои што аспиринот не делува и тие не се малку, тоа се голем број на луѓе, можеби 20-30% имаат развиено отпорност према аспиринот. Генетиката тука исто ни помага да ги одредиме тие или одредени или трансфузиолошки или хематолошки испитувања и да ги лекуваме или превенираме со други лекови. Со сродни лекови. Така. Високиот притисок или хипертензијата, веќе ја спомнавте, исто така е голем проблем кај популацијата. Како доаѓа до хипертензија и зошто? Па, хипертензијата е една болест на дегенерација или на болест на или покачен крвен притисок, болест која што некако по природата на нештата се зачестува или станува почеста како пациентот или човекот старее. Значи, кога зборуваме за дегенеративни болести, не се само болести на коските и на зглобовите или на реумата или слично, него тоа се и заболувања на крвните садови. Фактички и атеросклерозата, и хипертензијата, и запушувањата, и високиот притисок, и овие заболувања се почести како по подоцнежните, подоцнежната возраст. Макар што за жал сега се уште имаме се почесто имаме рана појава на кардиоваскуларни заболувања и во третата и во четвртата деценија од животот, бидејќи навиките, како што спомнав на почеток, се влошени, животниот стил погодува кон развој на вакви заболувања. Се почесто ќе слушнете дека некој пациент на 35 или меѓу 35 и 45 години добил срцев удар или добил мозочен удар, па му ставиле стент, па бил итно опериран, па починал и така натаму. Тоа е за жал се почесто во нашата средина, заради тоа што стресот е се поголем, навиките кон исхраната веќе ги спомна, времето е се пократко за спорт, за рекреација, дебелината е се почесто и сето тоа ствара услови за вакви заболувања. Хипертензијата е може да биде исто така, голема е генетиката, односно наследноста, односно склонноста кон хипертензија, но се уште не се знае точно зашто настанува. Како и да е, таа е болест која што не се лечи. Фактички вие не можете да се излекувате од хипертензија или не можете да ја анулирате до крај, односно можете доколку на почетокот на појавата во првиот, во раниот стадиум, правите нешто со кое што ќе дотерате крвниот притисок во некоја си нормала. Зашто? Затоа што хипертензијата генерира хипертензија, односно високиот крвен притисок сам по себе делува на крвните садови така што тие се здебелуваат, а самото здебелување носи висок крвен притисок и тоа е еден заврзан круг во кој што ако не го коригираме на почеток, тој само ќе се само генерира, односно ќе се создава и на крај ќе добиеме пациент кој што не можеме да го излечиме или да го дотераме во ред со 3-4 антихипертензивни лекови. И затоа е битно хипертензијата да се фати на почеток, да се диагностицира на почеток и од почеток да се почне со незиното лечење. И тука, повторно, превентивната медицина и општите мерки имаат големо значење, бидејќи
сите водичи за лечење на хипертензија велат дека со промена на животниот стил, со редукција на сол во исхраната, со губиток на килажа и слично, вие можете да го намалите притисокот негде за 10 до 20 мм живен столб, што не е малку за почетокот на терапијата. Исто така, кога зборуваме за хипертензија, многу луѓе се уште постои оној став дека колку е човек постар, толку е притисокот и тоа е нормално. Значи нема веќе такво нешто, не постои. Критериумите се многу построги и се спуштени доле и се знае дека секој крвен притисок над 140-90 е хипертензија, дека и 140-90, за пример, за чисто не знам дали знаат аудиториума, дека имаме 4 пати поголем ризик од кардиоваскуларни заболувања со притисок 140-90. Така да ние кардиолозите не сакаме да имаме пациент со 140-90 или кој што бидејќи тој често пати оди во хипертензивните води, односно во групата на хипертоничари, и тој пациент ние посебно треба да го таргетираме, да го обележиме и да го следиме и лекуваме ако треба и со терапија. Така. Какви компликации можат да настанат од високиот крвен притисок или хипертензија? Па, компликациите се на малите и на големите крвни садови, на артерискиот систем и на органите кои што тие артерии ги хранат. Спомнав веќе за дебелувањето на крвните садови, формирањето на аневризматски проширени крвни садови во мозокот, например, руптура на аневризма кај млади луѓе доведуваат до мозочни крварења од нејасни причини. Еве скоро имавме една пациентка која што има речиси меѓу околу 45 години, која што има природно стеснување на аортата, до сега не е диагностицирано, со историја за прилежан мозочен удар заради крварење од аневризма. Фактички она има висок крвен притисок од детството и тој притисок не може да го регулирате со лекови, бидејќи проблемот е во стеснувањето на крвниот сад, не е во лечењето на хипертензијата. Така да, пример, промени на крвните садови, оштетување на очното дно, оштетување на видното поле, оштетување на бубрезите. Бубрезите се еден филтер низ кој што се ствара размена односно филтрација на крвта и стварање на урината, и хипертензијата исто така делува на ниво на малите и поголемите крвни садови на бубрезите и ствара склоност кон бубрежна слабост, која што во крајна фаза ќе го донесе пациентот кон диализа. Хипертензијата ги здебелува ѕидовите на крвните садови, па на периферните артерии ќе доведе до стеснување. Или пак на срцето, ќе доведе кон склоност кон срцев удар. Значи, хипертензијата воопшто не е наивна болест и таа треба добро да се диагностицира и лекува. Така. Рековте дека не може да се излекува, меѓутоа дали може би со примена на вистински лекови може барем да стагнира? Апсолутно може да се доведе под контрола и може да се контролира на степен кој што нема да направи оштетување во перспектива, во иднина за тој пациент, за тој човек, и на тој начин ќе го продолжи животот, бидејќи ќе го заштити од можни компликации. Секогаш кога правиме шема за лекување кај одреден пациент, ги земам во предвид неговите навики, неговото работно место, дали пуши или не пуши, дали е диабетичар или не е диабетичар, бидејќи кај секој човек можеме да го на некој начин персонализираме и да го лекуваме спрема другите фактори, не само спрема заради една единствена состојба. Така да притисокот доколку се открие ќе биде ставен под контрола. Пациентот ќе зема лекови, ако е на почеток има шанси и да остане без лекови во догледно време, ако смени начин на живење, ослабне, почне да се бави со спорт, намали сол во исхраната, може да биде без терапија. Па следниве 5 години или 7 години или 10 години да не зема ништо, се додека самата старост или возраст ќе направи, да речеме, крутост на крвните садови, па ќе се појави хипертензија во
6-та или 7-та деценија од животот, кога пак треба да се лекува. Така да притисокот може и треба да се диагностицира и да се држи под контрола за да не се дозволува негово етаблирање или востоличување или воспоставување, бидејќи после потешко се контролира. Како да се заштитиме од високиот крвен притисок? Како да се превенира? Со лекови, да не дојде до тоа. Со лекови, да не дојде до тоа. Так. Одредени професии, одредени генетски индивидуи, значи ќе добијат крвен притисок. Тоа не можете да го превенирате, бидејќи не можете вие да си го смените до крај ниту карактерот. Можете да го смените до некаде, но не можете до крај ниту пак пример работното место, ниту пак семејството, ниту пак околината. Значи, но можете да делувате на различни нивоа, на психолошко ниво, на физичко ниво, во смисла на смалување на килограмите или солта во исхраната или пешачењето или спортувањето и така натаму. Така да не мора да значи дека ако почнете еднаш со лекови дека цел живот ќе морате да ги пиете или може ќе имате пауза во одреден период ако ги делувате на овие другите постапки. Така. Да проговориме малку и за артеросклерозата. Што представува истата? Па фактички тоа е атрибут на се ова што го зборувам вечерва е атеросклерозата. Фактички од неа почнува се. Едно дете, еден човек се раѓа како бебе кој што нема атеросклероза. Нема атеросклероза бидејќи неговите крвни садови и внатрешноста е мазна, без можност да се залепуваат холестеролски, калциумски депозити, односно материјали. Како расте, така ѕидовите на крвните садови стануваат се поосетливи на надворешните фактори и стануваат понеравни или порапави, ајде да кажеме. На тоа се надоврзува таложење на холестеролот, таложење на калцификати и затнување или стеснување на крвните садови. Само за една илустрација, дека на биопсија, на аутоптични материјали, значи кога се секцираат мртви лешеви, значи кај деца од 4 години се најдени наслаги на холестерол на големите крвни садови. Фактички таа болест или тоа не е болест, тоа е процес кој што почнува буквално непосредно после раѓањето. И си трае. Например, на аутопсија на војници во виетнамските војни, негде 40% од луѓето на 20 годишна возраст имале веќе атеросклероза. Значи, на одреден степен на таложење на холестеролските наслаги и калцификати на крвните садови. Тоа е еден процес кој што е фактички неминовен и кој што најмногу и денеска се знае дека е фактички атеросклерозата воспаление. Значи, воспаление не мора да имате вие температура за да имате воспаление. Воспаление е еден патолошки процес или процес на малите крвни, на клетките во кои што одредени причинители од надворешниот свет, од надворешната околина, од исхраната, од пушењето, од пестицидите, од оксидансите што ги има во овие брзи храни и така натаму, делуваат на ендотелот. Ендотелот можеме да го сватиме како е еден слој кој што е на внатрешноста на крвните садови и кој што кога човекот се раѓа е апсолутно мазен и на него не може да се залепат овие холестеролските капки. И ендотелот е здрав, дури да има холестерол во крвта, тој потоа се преку одредени биохемиски процеси се каптира, се фаќа, се преработува и така натаму и така натаму. Но како времето поминува, крвниот сад станува порапав, внатрешноста станува порапава и тогаш холестеролот почнува да се таложи заради тоа што е слојот рапав, на него се надоврзуваат таложење на калцификати, па тука се и тромбоцитите со своите медиатори, да не завлегувам во детали, и на тој начин се формираат атеросклеротски капи. Тоа се како наслаги на внатрешноста на крвниот сад, кои што имаат холестерол и други супстанции. Како капите растат, ние ги викаме плаки, така крвниот сад се стеснува во својот лумен
После одредено време тој бива комплетно блокиран, настанува пукање на тие плаки, тромбоза и инфаркт на одредена регија, инфаркт на срцето, инфаркт на мозокот, на бубрезите, запушување на нозите и така натаму, и настанува органот кој што е исхранет од тој крвен сад, станува девитализиран, само зависи од тоа каде ќе се настане инфарктот. И заради тоа ние треба да ги, нели, од прилика знаеме тие пациенти кои што имаат склоност кон атеросклероза, а тоа може да се постави со еден многу едноставен преглед со ултразвук на пример на каротидните артерии, кои што се на некој начин скрининг или огледало на нашата циркулација. Па ако знаеме дека имаме пациент од 50 години кој што пуши по 2 кутии цигари, има шекерна болест и има наслаги на каротидите, тој пациент во повеќе од 50% ќе има и болест на срцето и на периферните и на бубрезите. Значи не можете вие атеросклерозата да ја очекувате дека е само на вратот, бидејќи на каротидните артерии. Каротидните артерии се големи, па можат лесно со ултразвук да бидат, нели, прегледани. Но ако ги најдете тука промените, многу често, многу сигурно, многу известно ќе ги најдете и на друго место. И за тоа треба тој пациент да го, нели, трнеме на страна, испитаме, објасниме за ризиците, дадеме терапија и на тој начин ќе му го продолжиме животот или ќе му ги одложиме компликациите. Така, дали генетиката и овде има удел и влијание? Да, за жал да, веќе се познати одавна, фактички се познати типови на метаболни заболувања кои што носат склоност кон покачен холестерол. И тие заболувања се знае дека има одредени семејства во кои што единките добиваат срцев или најчесто почесто срцев удар во трета, четврта деценија од животот и баш тие тие фамилии, тие семејства треба убаво да се испитаат во однос на атеросклероза и ризикот можни кардиоваскуларни заболувања во перспектива. Така. Дали мажите или пак жените се поподложни на артеросклероза? Мажите се поподложни, бидејќи кај нив недостасуваат половите хормони кои што ги имаат жените и фактички се дека жените се во во циклус имаат на некој начин заштита, но кога ќе заврши тоа заштита, тогаш ризиците се пропорционални, се идентични и заради тоа кај жените заболувањата се малце покасно настануваат. Меѓутоа пак кај нив доколку нагло се развие заболувањето може да има потешки последици. Така. Женската ангина е различна од машката. Така. Ангина пекторис. Така. Како се лекува артеросклерозата? Па прво се лекува со, нели, превентивните, општите превентивни мерки. Например, сега имаме многу мокни лекови кои што се викаат статини од групата на лекови против холестеролот. И тука еден апел, па и до колегите лекари, само да подсетам дека статините се и антиинфламаторни лекови, значи тие не се само лекови за механичко намалување на нивото на холестеролот, него се лекови кои што ги стабилизираат мембраната на крвниот сад, на ендотелот. И на тој начин ја одложуваат атеросклерозата и затоа треба секогаш кога ќе дадеме во секундарната превенција кај пациенти кои што веќе имале стент или байпас, тие лекови не се исклучуваат никогаш од терапијата, бидејќи секундарната превенција е доживотна, до крајот на животот. И не е нивната цел да добиеме холестерол 3 или 4 милимоли на литар, него да делуваме врз ѕидот на крвниот сад со нив. Тоа е околу она што медикаментозно можеме да го постигнеме. Другиот дел е околу приказната за антиоксидансите и за слободните радикали. Што се слободни радикали? Слободните радикали се честички кои што се внесуваат во организмот преку исхрана, преку дишење и слично, кои што директно го уништуваат ендотелот на крвните садови. Пушењето ослободува безброј слободни радикали. Фактички, кога ќе прашате еден пушач, не е важно дали пуши меки или
или долги цигари или не ги вовлекува. Значи тоа нема никаква врска, бидејќи во чадот од цигарите има многу слободни радикали кои што освен што прават проблеми на системот за дишење, на респираторниот систем, директно го уништуваат ендотелот на крвниот сад и го доведуваат до ризик од атеросклероза. Слободни радикали имат и во прехранбените продукти. Се она што има хидрогенизиране на маст, маргаринот, мајонези, палминово масло во чоколади, емулгатори. Значи сето тоа е еден потенцијална бомба за циркулацијата. Се тоа треба да се елиминира. Овие студии што сега излегуваат покажуваат дека природните супстанции, како што е на пример сланината, е помалку штетна за циркулацијата него маргаринот. Тоа е нешто што е фрапантно, што ние не треба калориите да ги броиме само како калории, него супстанциите во исхраната. Значи, што е можно повеќе храна од природата, од градините, зеленчуците, со адекватно миење, што е можно помалку термичка обработка. Значи, оние ајвари што ги прават нашите жени и семејства се губиток на све што е здраво, плюс хидрогенизирање, плюс заради пржење со зејтин и плюс уништување на термичките добри состојци. Тоа е само јалова работа, како да кажем. Значи, затоа кога ќе набавуваме некој производ, што е можно да е помалку поминат низ фабрички циклуси, полуготови производи, содржина на емулгатори, конзерванси, паштети, шунки и такви работи. Сето тоа не е здраво. Мислам, не е здраво од тој аспект. Сега, нутритивните вредности носат и други калориски вредности со количина на протеини, но за атеросклерозата сето тоа треба да се колку што е можно повеќе избегнува. Така, освен медикаментозна терапија, дали можеби при атеросклероза се врши хирушка интервенција? Да, последиците на атеросклерозата ги лечиме ние интервентните кардиолози со ставање на стентови или хирурзите или кардиохирурзите или васкуларните хирурзи со ставање на бајпаси, графтови и така натаму. Но тоа е веќе состојба кога веќе настанале оштетувањата на органите и наша цел како превентивни кардиолози е да ги намалиме ризиците за појава на вакви ситуации. Така, за да не дојде до ситуација да мора да се ставаме стент и да правиме операција. Ставањето на стент што значи? Ставањето на стент значи лечење на компликациите. Так. Ставањето на стент без се ова што го зборував претходно значи дека нешто посебно не значи, бидејќи ако тој пациент продолжи со навиките што ги имал претходно, многу известно дека ќе добие втор, трет стент или ќе оди на операција или ќе добие проблем на друго место. Така да стентот е само привремено решение за крвниот сад кој што во моментот болен. Но атеросклерозата е за жал демократска болест, односно ако имате на едно место, по 40% ќе имате и на друго и на трето. Значи ако имате каротидна болест, повеќе од пола имате шанси да имате и коронарна болест, така да затоа треба да делуваме од суштински, од темелот, од коренот на проблемот, а не да трчаме под лечење на последици. Така, за да не дојде да трчаме по лекари за да се лечиме, кои се вашите препораки за превенција? Превенцијата е многу потешко да се спроведе отколку што да се каже. Значи веќе секој мало дете ќе ви каже дека е здраво да се јаде зеленчук и да се оди на спорт. Меѓутоа сето тоа да се направи е многу тешко во сегашно време. Ако немате слободно време, ако сте презафатен на работа, ако немате услови просторни каде да го направите тоа, ако имате лоши навики, ако имате низок семеен буџет и така натаму, сето тоа се отежнувачки фактори за така наречено
здрав живот, за водење здрав живот. Тука не можеме да направиме една општа шема, но ние треба само да ги едуцираме пациентите и семејствата за тоа како би требало да се одвива процесот, па ако сакате и позади од воспитувањето на децата преку навиките на исхрана, па понатаму во адултниот период кога треба да ги едуцираме луѓето за тоа околу каков тип на исхрана, како треба да изгледа тоа, како треба да се јаде и така натаму. Да, можеме ние многу да постигнеме кон тоа, меѓутоа прашање е колку ќе се прифати и колку ќе имаме желба, трпение и можност да го тоа ние спроведуваме како пациенти. Во секој случај мора да се едуцираме од почеток и да се поентираат, да се објаснат корените на проблемот, бидејќи стентирањето или бајпасот е само едно крајно решение за спасување на живот, орган или слично, но не е суштината е во превенцијата. Навики на исхрана, употреба на вакви намирници. Сето тоа е нешто што треба да се едуцира и едуцира. Во развиените земји, во некои, да речеме, училишта е забрането внесување на фаст фуд, на брза храна, забрането тие еврокреми, нутели и слично. Значи тоа е све што немам намера да зборувам против одредени производи, но сакам да кажам генерално ако многу ви се јаде еврокрем, можете еднаш неделно, ама тоа да не ви биде начин на живење. Пример зборувам сега. Сето тоа треба да се знае и полека да се проба да се имплементира, бидејќи не можеме ние нагло да смениме се од начин на живење, од начин на исхрана и така натаму, но ако знаеме какви проблеми може да настанат со таков и таков начин на живење, можеме да барем ги одложиме болестите за подоцна. Сепак имам впечаток дека многумина знаат што треба да јадат, а што не. Ми се чини дека само тоа некако е низ муавет народски кажано, но некако не го применуваме тоа во пракса. Дали луѓето можеби не ги сваќаат сериозно сите овие болести, како и последиците кои што произлегуваат од нив? Вие сте болница која што има, се разбира, општествена одговорност и постојано апелира до граѓаните за поздрав начин на живот, се разбира, со кое што ќе има и поквалитетен живот. Па да, една од општествените одговорности е, например, и темата вечерва и разговорот на оваа тема. Ние можеме да зборуваме и за типови на стентирање или типови на стентови или типови на операции и така натаму, но сепак сметаме дека превентивата е она што треба да биде за да ја знаат што е можно повеќе луѓе. Точно е тоа. Тоа се суштински промени уште од кои што треба да влезат во секое семејство, бидејќи нашите деца треба да знаат од прилика што може да ги очекува, како треба да се справуваат со тие последици во иднина и така треба да се однесуваат. Иначе навистина тешко е вие радикално да менувате, но едно по едно можете да го правите. Да полека да ги исклучувате одредени намирници, да воведувате други, постепено да го менувате репертоарот на исхрана, например, или постепено да влегувате во физичка активност. Сето тоа си бара време и меѓутоа и цели, поставување на цели, но резултатите се секогаш тука. Така. Доктор Милев, јас ви благодарам за времето кое што го одвоивте и бевте гостин во емисијата Живе и здраво. Благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше денешното издание на емисијата Живе и здраво, која на К1 телевизија се емитува во вторник од 19 часот. Со нова тема и нов гостин ви закажувам средба следниот вторник.